Продолжуваме со предавањето за конјунктив 2, односно со вториот дел на истото предавање, за можен начин во германскиот јазик. Во ова видео ќе дообработиме за конјунктив 2, односно за останатите глаголи во конјунктив 2 и за конјунктив 3 и ќе извежбаме примери. Да започнеме. Накратко, ќе опишеме кои беа типовите на конјунктив 2. Тоа беа конјунктив 2 со помошни глаголи, кои го учевме во првиот дел од предавањето, потоа конјунктив 2 со модални глаголи. И за модалните глаголи учевме во првиот дел, потоа конјунктив 2 со други глаголи и конјунктив 3. Во ова видео ќе учиме за конјунктив 2 со другите глаголи и за конјунктив 3. Ќе започнеме со конјунктив 3. Скоро сите други глаголи, освен sein и haben, се користат во комбинација со werden или со модален глагол, бидејќи нивниот конјунктив 2 е ист како претеритум. Оваа комбинација се нарекува конјунктив 3 и се користи бидејќи конјунктив 2 за одреден глагол и претеритум, ако исто се конјугираат, тогаш ќе има забуна во говорот. За претеритум учевме во нашето видео за минато време од A1 ниво. Значи, конјунктив 3 е еднакво на конјунктив 2 во случај кога користиме werden плюс глагол во инфинитив форма. Да видиме пример. Во оваа табела на прво место ќе исконјугираме еден глагол со класичниот тип на конјугирање во сегашно време, потоа истиот глагол во претеритум, односно минато пишано време, потоа во конјунктив 2 и во конјунктив 3 на крај. Од десната страна ќе имаме мала табела за потсетување како се конјугира во конјунктив 2, нешто што го учевме во првиот дел од истото предавање. Значи, ќе го поставиме глагол lernen или учи. Класично се конјугира како ich lerne, јас учам. Du lernst, ти учиш. Sie es lernt или тој таа тоа учи. Wir lernen или ние учиме. Ihr lernt, вие учите. Sie lernen, тие учат или вие учите. Ова е правилен глагол, а сега ќе го конјугираме во претеритум. Lernten или учел во минато време. Можете да го повторите претеритум во нашето видео за минато време, односно за перфект и претеритум од предавањата за ниво A1. А сега да продолжиме. Прво лице еднина, во претеритум имаме ich lernte или јас сум учел. Du lerntest, ти си учел. Sie es lernte, односно тој учел, таа учела, тоа учело. Wir lernten, ние сме учеле. Ihr lerntet, Sie lernten.
Значи ова беше конјугирањето во претеритум. Во конјунктив 2 глаголот би бил лернтен или би учел. Забележете како конјугирањето во претеритум и конјунктив 2 ќе ни биде исто. Ich lernte, du lerntest или ти би учел, sie es lernte, тој би учел, таа би учела и така натаму. Wir lernten, ние би учеле, ihr lerntet и sie lernten. Бидејќи формата во претеритум и формата во конјунктив 2 се исти, оваа форма на конјунктив 2 во случајов не треба да ја користиме. Поради тоа, глаголот lernen, ако сакаме да го користиме како можен начин, се користи во конјунктив 3. Односно, глаголот werden, кој е во конјунктив 2, плюс глаголот во lernen во случајов, кој ќе стои на крајот на реченицата во инфинитив форма. Односно, глаголот lernen во конјунктив 3 или во можен начин се нарекува würden lernen, би учел. Ich würde lernen. Du würdest lernen. Sie es würde lernen. Wir würden lernen. Ihr würdet lernen. Sie würden lernen. Од оваа табела за конјунктив 3 може да се забележи дека глаголот werden го конјугираме во конјунктив 2, а вториот глагол по случајов lernen или некој друг било кој глагол стои на крај на реченицата и е секогаш во инфинитив форма. Значи, скоро сите останати глаголи, освен sein, haben, lernen и модалните глаголи, ќе ги користиме во конјунктив 3. Има неколку глаголи кои се исклучок и ќе ги кажеме во следните минути. Други глаголи по конјунктив 2. Како што кажавме, иако повеќето глаголи, освен sein, haben, werden и модалните глаголи, останатите глаголи користат конјунктив 3. Сепак мал дел од глаголите не користат конјунктив 3, туку конјунктив 2, начин на конјугирање на глаголите. Овие глаголи се исклучоци. Тие ја променуваат својата форма и ќе видиме примери. Во средината, односно од десната страна, имаме конјунктив 2, повторување на начинот на конјугирање. А во левата табела имаме од левата страна, класично конјугирање, од десната страна, конјунктив 2. Глаголот wissen или знае во конјунктив 2 се променува во wüssten или би знаел. Глаголот finden или наоѓа во finden би нашол. Глаголот nemen или зема се променува во nemen би зел, со тоа што добива умлаут. Глаголот geben дава се изговара слично geben би дал. Глаголот gehen оди се променува целосно во нов глагол gingen би одел.
Овај тип на глаголи кои сепак користат конјунктив 2 се мал број. Еден глагол ќе исконјугираме да видиме за што се работи. Глаголот gehen како најтипичен глагол кој се променува во gingen би одел. Ich gehe, du gehst, sie es geht, wir gehen или ние одиме, ihr geht, вие одите, sie gehen, тие одат. Ова беше класичното конјугирање на глаголот gehen, кое веќе го знаевме до сега. Како глагол gingen, би одел се конјугира вака. Ich ginge, јас би одел. Du gingest, ти би одел. Sie es ginge, тој би одел, таа би одела и така натаму. Wir gingen или ние би оделе. Ihr ginget, вие би оделе и sie gingen, тие би оделе или вие би оделе, ако зборуваме формално. Тоа беше се за граматиката на конјунктив 2, поделено во две видеа, а сега ќе направиме мала вежба со примери за да ни стане појасно. За почеток ќе дадеме неколку реченици со пример кои користат конјунктив 2 при изразување на можна нереална желба. Hätte gerne eine Yacht. Тој би имал јахта со задоволство. Wäre gerne Wettbewerbssieger. Тој би бил победник на надпревар. Ich würde gerne eine Ausbildung als Deutschsprachlehrer machen. Јас би направил со задоволство обука за наставник по германски јазик. Следна реченица како пример, ich würde gerne einen Salat essen. Јас би јадел со задоволство салата. Du würdest aus Flugzeug springen. Ти би скокнал од авион. И последен пример за првиот тип на конјунктив 2. Ich wüsste gern mehr über Medizin. Јас би сакал да знам повеќе за медицината. Да извежбаме други реченици при користење на конјунктив 2, при учтивост и учтива молба. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Или würden Sie mir bitte helfen? Се извинувам, би можеле ли да ми помогнете? Würdest du bitte das Licht einschalten? Би го вклучил ли светлото, те молам? Es ist hell draußen. Könntest du bitte das Licht ausmachen? Светло е надвор. Можеш ли да го изгаснеш светлото? Könnten Sie mir eine Pizza bringen? Би можел ли пица да ми донесете? Würden Sie bitte meine deutsche Sprache bessern? Би го подобриле ли мојот германски јазик?
Продолжуваме со следните примери. Користење на конјунктив 2, придавање на совет или Ratschlag geben. Du solltest früher schlafen gehen. Ти би требал да си легнуваш порано. Du solltest heute wieder Mathe lernen. Ти би требал денес повторно математика да учиш. Кристина soll weniger rauchen. Кристина треба помалку да пуши. Der Arzt sollte die Deutschprüfung machen. Докторот би требал германски испит да полага. Dein Kind soll mehr lernen. Твоето дете треба повеќе да учи. Продолжуваме со четвртиот тип во случаевите кога се користи можниот начин, а тоа е давање на предлог или Vorschlag geben. Например, wir könnten ins Kino gehen. Ние би можеле да одиме во кино. Wir könnten das Bier zusammen trinken. Ние би можеле пивото заедно да го пиеме. Ich müsste am Wochenende nach Hause fahren. Јас би морал за викенд да возам кон дома. Dürfte ich Ihre Tochter heiraten? Смеам ли да се оженам со вашата ќерка? Sie sollten die Hochzeit machen. Тие треба свадба да направат. И петтиот случај кога се користи можниот начин во германскиот јазик е при изразување на услов и да видиме примери за тоа. Wenn ich viel Glück hätte, wäre ich zufrieden. Кога би имал многу среќа, би бил задоволен. Wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich um die Welt herumreisen. Кога би имал многу пари, би патувал околу светот. Wenn ich ein Vogel wäre, flög ich zu dir. Кога би бил птица, би летал до тебе. Wenn sie die Hochzeit machen, hätten sie viele Gäste. Кога тие свадба би направиле, би имале многу гости. И последен пример за ова видео. Wenn ich Millionär wäre, würde ich die ganzen Tag mit einem Cabrio herumfahren. Кога јас би бил милионер, по цел ден ќе возев околу со кабриолет. А сега за крај, како и сите други видеа, ќе направиме мала вежба во која вие ќе одговарате да видиме што запамтивте. Пополнете ја реченицата во деловите каде недостасува збор. Тој би бил добар наставник. Значи, во оваа реченица користете глагол кој ќе биде конјугиран во конјунктив 2. Er wäre ein guter Lehrer. Следна реченица како вежба. Таа со задоволство би учела германски од YouTube.
Sie würde gern in YouTube Deutsch lernen. Не заборавајте глаголот на крај да стои во инфинитив форма. Следна реченица. Ние би сакале тебе секоја година да те посетуваме. Wir möchten dich jedes Jahr besuchen. Вашата пријателка не би одела на одмор без пари. Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. И последна вежба за ова видео. Јас би морал утре повторно да патувам. Ich müsste morgen wieder reisen. Ако ви се допадна видеото, ставете лайк, следете не на Instagram и YouTube. Не заборавајте да го предложите каналот на некој кој сака да учи германски јазик бесплатно, во било кое време.